Разговараме со господинот Благоје Чуревски, актер и минатогодишен лауреат на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, кој годинава е во улога на председател на меѓународното жири, кој што има за една таква и честно и обврска да ја оцени актерската игра на сите учесници на овогодишното издание. Како е годинава да се биде од другата страна, оној кој што своите колеги ќе треба да ги вреднува, да ја оценува нивната игра и да се одлучи помеѓу сензибилитетот на 20-на, можеби 30 актери? 40 се. Јас, ова е единствен фестивал кој што добитникот на наградата по автоматизам станува председател на жирито. Другите театри се бираат, нели? Од другите фестивали ги бираат председателите на жирито, или жирито се го бира самиот председател. Тешка работа. Јас сум среќен што гледаме добар, млад театар во наводници со прекрасни актери и тоа ми дава за право дека ние ќе го најдеме и ќе ја дадеме наградата на правиот актер. Јас го почитувам талентот на поединецот, тоа што го научил на факултет, што го знае во животот и тоа што ќе го презентира на сцена. Тоа е битно за мене. Не потпаѓам под влијание да ми кажат пиди на тој треба да му ја дадеш наградата, тоа не игра кај мене. Има ли вредност тогаш наградата ако некој треба да шепне некому за да ја добие? Какво е, се ставате ли во таа улога, во тоа чувство кога и оној што ја дели и тој што ја добива знае дека направил погрешен избор или дека тој не е бил првиот избор за... Затоа јас го кажав на почеток тоа, дека јас верувам само на квалитетот, на талентот на поединецот кој што е тука. Многу ќе сгрешат ако дојдат, ќе ми изгубат, ако ми е пријател, ќе ми изгуби како пријател за веки веков. А ако е стручњак од театарот, исто така ќе ми изгуби. Да не играм во негови представи, ако е режисер, или ќе се трудам да не учествувам таму каде што, ако е актер, ќе игра и тој. Нема, треба да си го запазите интегритетот собствениот, затоа што ние и по дефолт, играјќи друг карактер, влегуваме во неговите трауми, во неговите љубови, во неговите доживувања од животот, за да ја пренесем што поверно на публиката. Замислете, јас од секој сега да вземам да ми каже и така да го одиграм, тогаш нема целост во тоа. Ние не сме атоми кои ќе се раздвојуваме едно по едно за крајна цел која што ќе биде експлозијата, туку напротив, ние работејќи колективна е нашата игра. И ако работиш некој карактер кој што никад во животот не си го правил, сум играл убици, сум играл педери, сум играл, што не сум играл, женски сум играл. Така да, замислете тоа, останува некоја трагичка мала, ама ние свесно ја тргаме таа, не може, иначе ќе ви стане некој его ваше, кое што е опасно. Се вели дека театарот е занает, но сепак театарот оди во подрака со образованието. Колку е битно да се совладат цаките на занаетот, колку удел има образованието за изградбата на еден актер, да биде одговорен, да биде привлечен на публиката, или пак тука сепак преовладува харизмата која што човек ја носи со себе? Сите овие, се ова што го наброевте, но во секој случај е занает. Ако добро го научиш, тој занает, ако добро примиш од постарите колеги да ги видиш кои и ти ја ги преточиш да станат твои, тогаш сигурно имаш успех како актер. Публиката е доволно свесна, ќе знае кога ќе излажите. Да не се залажуваат сите што мислат дека не може така. Мора да сте навистина чесен пред публиката, чесен пред самиот себе си, за да можете да го добиете од публиката најдоброто. Аплаузот. Така. Што е со младите актери кои што еве на овој фестивал ги гледате на сцената? Дали расте македонскиот театар, бидејќи годинава доминираат представи од македонските театарски ансамбли? Какво е вашето чувство? Имате овие денови прилика да можете да споредите па и со гостите од Бугарија и од Хрватска? Видите, ние никогаш не сме биле
зад некого да каскаме. Ќе ви кажам еден пример. Буца Мирковиќ на Стерино позорие, кога бевме Југославија, кога ќе не видеше нас дека идеме, ај сад ми да идемо. Јер награде су веќе у рукама драмскog позоришта. Никогаш не сме биле, ниту ќе бидеме. Младите немаат простор за да се искажат. Многу тешко одат вработувањата, многу тешко одат вработувањата, како да кажем, некако го поделивме и народот, и себе си, и уметноста, се поделија на партии. Ние веќе живееме во партиско, дали сме за ДПМН, дали сме за СДСМ. Знаете, тоа е многу опасно, зашто тоа полека, кога тогаш ќе влезете во провалијата и не можете да се искачите. Ќе паднете од врвот, ќе бидете долу. Тоа е опасно. Младите морате да му ги дадете шансите да се искажат, зашто тоа е на кое што останува и уметноста, и театарот, и државата на крајот на криштата. Што ви значи партиски ако сте определен, ако не ве бидува воопшто, во уметноста го, во било која професија. Но ова морате да излезете, да отсвирите, да отпеете, да оперирате така како што треба, по некои стандарди, лесна рака, зашто ќе се каже во хирургијата. Тешко оди, но јас се радувам, ги сакам, ги гледам младите и секој момент кој што го имам, го користам да се видам со нив, да седнеме, да направиме муабет, да им кажам, да им предочам некои работи кои што сме ги имале. За жал, младите сега се во некоја дигитална, телевизиска, телефонска ера, во која што се е брзо, се е нешто. На времето ние, додека снимиме една, беа ВХС касети. И таа ВХС касети, замислете, толкава е, треба да ја носиш. Беа ленти огромни во телевизија, кај ќе ја однесеш цела. Сега на стикчето, готово. Кај сакаш можеш да го представиш тоа. Но, па мислам дека се губи тој присен однос меѓу колега и колега за пробите. Ние сме седеле, сме ги гледале по старите, сме учеле од нив и тие не гледале нас и ни кажувале. Сега некако тој спој, ако може така да го кажам, малку е изгубен. Заради темпото кој што ни го наметнуваат. Посебно ова, мене трагично ми делува тоа иселување надвор од земјава. Значи, ние се уште не се потрудивме да им овозможиме на моите прадедовци, кои што оделе низ Америки, низ Австралија, се уште го гледам тоа како да не сме во 21. век. И тоа малку ги цимнува младите, за да се го побараат по добриот живот, ќе отидат ќе работат било што, не и од својата професија, само за да може да биде свој. Ние мораме да им овозможиме на младите да бидат своји, затоа што тоа е во нивниот темперамент, во нивниот дух, во нивната мисла е да бидат слободни. Кој млад човек сака да биде под јаремот на некој друг? Никој. Имате ли чувство дека таа борба за екзистенцијализмот ја јаде уметноста? Еве ова сега некако го начнувате како тема, па ми доаѓа да ве прашам. Многу, ужасно. Знаете тоа зашто се случува така? Затоа што кога ние имавме колеги од нашата бранша, иако пак и тогаш политиката играше, сепак имавме некои достоинствени презентации на уметноста на Македонија, како во Македонија, така и надвор од Македонија. Сегде се одело. Каракас, рачунајте, сме биле Каракас, Париз по 2-3 пати, Москва, Ленинград, да не ја редам Полска, Чешка, тогашна. И тоа беше, како да кажам, и во лентата на самиот политичар беше дека која ќе проектира, која ќе го проектира тоа CD, нели? Ќе го презентира и ќе ја презентира нашата добра, голема уметност на македонскиот театар, филм, телевизија, песна и така натака. За жал, ние сега ги намаливме тие работи, доаѓаат луѓе кои што во својата професија, не е спорно дека се стручњаци, но во културата не се. И тоа е, како да ви кажам, бумерангот не е наш инструмент за борба. Е на аборџините во Австралија.
А ние имаме бумеранг во рака да го фрламе и стално не удира во глава. И не се свестуваме, што е многу лошо, многу идиотски. Се вели дека театарот треба да ја принесе вистината и таа да стигне до публиката, но ние се живееме во едно така напнато време, нашата сегашност и луѓето имаат некоја одбивност кон тоа да им се пренесат некои вистини, некои сигнали за она што ни се случува. Сметате ли дека таа одбивност се пренесува и кон театарот? Дека луѓето дури ни во форма на уметнички акт не сакаат да видат во која ситуација живееме, во која состојба сме доведени? Видите, театарот, ако биде како во животот, тогаш тој ќе биде досаден театар. Мора да има еден степен поинакво чувство, поинакви движења, поинакви погледи, поинакво приближување кон партнерот или партнерката. Затоа е тој театар. Малку е поинаку од животот кој што е. Ако не му се допаѓа на публиката, представителот ќе стане, ќе си отиде. Значи, он има избор. Да речеме. Кај нас ретко се случува да не се соживува публиката со представата, која што е, затоа што имаме добри актери и тие пренесуваат нивни чувства, спремајќи го тој текст кој што го напишал, дали е македонски писател, дали е странски писател, не е битно, но колку подобро го одиграме, колку подобро ги пренесеме емотивните чувства, болката, радоста, среќата, и го презентираме на публиката, она ќе го свати тоа. Не е спорно тоа. Денеска актерите се насекаде. Ни зборуваат од рекламните кампањи, од политичките плакати, присутни се во општествените случувања, први на протести. Дали тоа го обременува актерот кога тој веќе чувствува дека во своето општество треба да земе уште една улога, да излезе од штиците и да биде гласноговорник на своите сограѓани? Сметате ли дека тој му се нарушува комодитетот, можеби, или дека тоа му ја јаде креативноста? Не знам, може да со погрешен актер говорите, односно човек кој се занимава со уметноста. Тоа е негово индивидуално избирање. Нели, дали ќе биде, ќе излезе со плакат, дали ќе протестира, дали ќе оди било каде, дали ќе влезе во партија. Тоа е негово сакање да биде таму. Но и да биде таму, не смее да заборави дека тој по занаед е актер кој што треба да ја облагороди таа улога која што игра. Таму нема, во политика, јас сум бил во политиката и сум среќен што сум си дал оставка за да нема. Не ги интересира, политичарите не ги интересираат другите, не ги интересира економијата, дали е мирно во државата и тоа е. Ништо друго не ги интересира. Но ние сме должни, како уметност, да ги критикуваме лошите политичари, а добрите да ги истакнеме. Немаме, пак ќе кажам, тоа е индивидуален пристап, поединецот. Дали ќе се определи да живее така или не. Јас се определувам за театар, за уметност и не ме, ако сум бил таму, мислејќи дека како стручњак ќе се консултираат со мене кога сватив дека они не знаат дали сум и жив, каже фала, бидете поздравени. Како ме назначија во собранието, така на моје барање на сина. Така да тешко оди, затоа што тие го сваќаат тоа поинако. А замислете, видете како е во Америка. Му прави чест на тој кој што е кандидат за претседател и нова да има такви личности кои што се Мерил Стрип, да речем. Феноменална и како актер, и како човек кој што се бори за некои права. Јас овде како ќе кажам нешто кое што не е добро и кое ќе кажам дека аматери водат некои работи, одма ме фаќаат дали сум доморовец или сум седосемовец. Глупости. Не се почитува професионалноста, тоа сакате да го кажете? Не се почитува мислењето на другиот. Зашто кој ќе влезе во политиката, тој мисли дека таа столица е само негова. Ами случајно тој ќе стане и ако ја тргне во столицата ќе падне и ќе скрши врат. Што правиме? Не намерно, него едноставно. Се забораваат некои од политичарите и затоа и така се случуваат работите и во културата и во образованието. Таму каде што треба да создаваш кадар, ти мораш да пружиш, да им дадеш
Не може да размислуваш од призмата на формули во економијата. Не, мораш тоа да се умееш да им дадеш тоа што им треба. Затоа секоја уметност е скапа. Не постои уметност која што е ефтина. Сметате ли дека тоа што технолошки напредна или многу далеку одат западните театри, тоа за нас може да биде проблем? Имаме ли ние, треба ли ние да посветуваме, не знам, многу повеќе енергија и финансии во театрите да вложуваме, или пак сметате дека добрите актери, добро осмислената сцена се доволни, дека не мора да се впуштаме во инвестиции кои што реално и не можеме да ги издржиме? Реално, техниката, ако е во интерес и во спрега со уметноста, односно со представата, и ако допринесува за нешто подобро во представата, да се искаже на тој начин, со техника, со светло, со звук некој посебен, со дожд, со виулица, мислам дека тоа е во интерес на представата и е добро. Но ако тоа се прави само заради тоа што е тоа модерно и затоа што го имаш во твојот театар, или не го користиш, а го користиш на погрешни места, тогаш нема позитивен ефект. Баш обратно. Се вели дека актерите живеат повеќе животи, токму од причина заради тоа што соблекуваат еден костим, облекуваат нов на некоја сосема друга улога. Дали тоа го имате вие како чувство, дека многу сте виделе низ призмата на актерските очи? Да, тоа е точно, но секоја професија си има своја, како да кажам, своја болест и свој лек. Опасно е ако тие карактери кои што ги играте станат дел од вас. Тоа е многу опасно. И кај вас и во вашата професија, вие се среќавате со различни карактери. Замислете, од секој интервју кое е и позитивно и негативно, вие да носите дома бреме, тешкоти околу тоа. Со умеувам да немам никаков контакт со тој што го играм во приватниот живот, затоа што на крајот на криштата јас сум просто смртен. Јас само ја имам можноста да представувам и некои други личности. Освен тоа, јас, Благој Чоревски, во улогата на тој и тој. Тиеш, опасно е ако се... Сте имале ли ситуација низ кариерата некоја улога да одбиете од причини кои што сметате дека, не знам, тоа ми е црвена граница, не сакам таков лик да играм, оваа улога не е блиска до мене нешто? Такви некои ситуации? Не само, тоа не сум го имал, но со кој сум требало да работам со режисерот, кој што е главниот, окренувач на тоа, да, сум одбивал. Кои биле, Иве, што ви е пресудно? Не можам, немам контакт со него. Да. Комуникацијата, да. Комуникацијата е сосема поинако. И заради тоа сум бил не, благодарен. Може ли да, ви неодамна имавте уште едно филмско остварување, ми се чини дека во филмот на Милчо Манчевски. Да, Врва. Так. Дали имате некој посебен однос кон филмот за разлика од театарот? Правите ли спои или пак некоја разлика помеѓу тие две уметности со оглед дека не сте во директен контакт со публиката? Не, тоа се учи. Тоа и на факултет го учиме директно игра со камерата. Таму си ја замислувам публиката, која што ни враќа. Не, филмот воопшто е малку повеќе, сакали или не, е техника. Спојот меѓу добар актер и добар режисер и добар камерман ќе направи одличен филм. Но сепак е техниката. Ако нема добро светло, ќе бидам во мрак. Тоа може да биде еднаш, да биде поента на режисерот, не може во цел филм да е во мрак. Така да, сепак е малку повеќе техника филмот. И ова сега што го правиме, ако ја немаме камерата, како ќе излезе во етер? Так. Имате ли некои неостварени желби како актер кои што сте замислиле дека дали снимање со одреден режисер или пак во одредена средина? Што ви останало нешто како желба која што би сакале во иднина да ви се случи на професионален план? Јас имам многу желби. Секој актер е дете. Вербата во тоа, во детето, те прави поголем или помал актер. Како неам, јас стално го кажувам тоа, Ричард Трети би го играл. Никогаш Хамлет не ме пленел. Ричард Трети да, затоа што тој е актер во актер, самиот Ричард Трети.
Има многу улоги кои што на Сухово, Кобилин, Тарелкин, да речеме, ми се допаѓа. Воопшто ми се допаѓа секоја улога која ќе ми ја додела, која ќе биде, која ќе осетам одма. Од самото прво читање вие знаете дали е тоа ваше или не е, да. И ќе употребите повеќе работа ако во почетната фаза не се споите со тој карактер. Можда повеќе труд, повеќе работа, повеќе анализа, но на крајот на криштата сето тоа го заборавате ако представата е добра, зашто сепак театарот е колективен чин. Што најмногу ве исполнува како актер? Актерите се, како да кажам, облагородени луѓе на некој начин. Во јавноста има, сепак публиката и јавноста знае на посебен начин да ја вреднува нивната работа, нивната уметност. Но вам што најмногу ви значи во тоа што еден актерски живот живеете? Освен тоа што многу го сакам актерството и сум исцело оддаден на театарот, го сакам многу семејството, ги сакам своите деца, внуките, внука ми, посебно Гала и Илина, која што е во Битолскиот театар, која што веќе влече оваа линија. Така да, покрај сите тие работи, ако го немате тој специфичен мир во семејството, ќе бидете обременет и од тоа што дома не се добри работите, а ќе морате да отидете таму да играте некој кој што е друг карактер од тоа. Тој мир е потребен на актерот. Не е таа славата која што е. Славата е, како да кажам, ако не ја одржуваш, таа е моментална. Но овој мир со пријателите, со семејството пред се, разбирањето со домашните, е тоа кое што мене лично најмногу ми се допаѓа, освен глумата, освен актерството. Затоа што без тоа нема да бидам ова што сум сега, или ова што сум сега нема да бидам ако го немам тоа другото. Така. Спомнавме пред самиот почеток на ова интервју дека вие лично сте не само што се познававте, туку и сте работеле со доајенот на македонското глумиште Ристо Шишков, да, така. Да. Ајде да споделиме некои ваши искуства, ваши впечатоци со Шишков, бидејќи еве овие генерации малку се сеќаваат новите генерации на него. Видете, основна карактеристика на Шишков беше на мојот другар и колега пред се, беше основната црта беше добар. Таа добрина на некој начин, понекогаш погрешно ја сваќаа многу од луѓето кои што беа околу него и до некаде ја искористија таа добрина. Јас сум еден од ретките и среќен човек кој што одма после завршување на факултетот во табакерата игра со него. Неговите совети и ден денеска ги памтам. Не е само таа, серии и така натака. Дружења, пиења по 2-3 дена и тоа е еден од начините да станеш подобар. Стремежот мој од секогаш било да бидам добар, да бидам како Шишков, да бидам како Прличко, да бидам како Чичко Тодорче, како татко ми, кој што но за Шишков конкретно он навистина беше многу добар и он е жртва на својата добрина. И на тој огромен талент, он беше многу отворен човек. Он ако не чини да, не ја бива тоа, не ја бива тоа. Не е да речеме како некој ќе дојде, види, сакам да ти кажам дека во таа сцена ова го направи така, ама он дека све сака да ти каже лошо. Во нараквици сака да ви. И одма знаеме дали ме лажеш или не. Така да он мислам дека тоа е и се додека сум жив, тоа е некаде напред. И тоа што ја добив неговата награда, уште повеќе ме тера да бидам со него. Да, јас сум пресреќен, не само ова. Неговиот лик, тоа што се добива како награда. Не заради тоа што е златно. Златото не значи дека Шишков е тука некаде до твоето срце.
Тоа е еден убав гест кога големите актери се признаваат помеѓу себе. Дали тоа значи дека колку човек е поостварен, има помалку суета и несигурност? Апсолутно. Апсолутно, да. И таа, јас Добрина ја нареков, ама тоа е тоа кај Шишков и кај многуте актери. Јас мислам дека јас сум таков затоа што многу е тешко да бидете друг од она што сте. Зошто да бидем? Просто смртен сум јас. Нели? Но ја имам таа можност да играм други личности. Зошто да му правам на некому одличен актер, да не му дадеш награда, или да не го вклучиш во проектот, затоа што ти имаш некои поинакви разбирања. Не, напротив. Мајсторството е да извлечам од него се, ако играме заедно, да извлечам се од него, ако ме праша да му помогнам, да му дадам некој совет, но не да му напакостам. Тоа е многу ниски страсти се тие, многу се долни индивидуални карактерни особини, на некои тие многу малку можат да просперираат во театарот. Не верувам дека може. Чоревски, благодарам многу за овој искрен и отворен разговор. Се надевам дека ќе имате пријатен престој во Струмица и да се видиме повторно на некои представи или на некое дружење во овој град. Благодарам, јас сум секогаш отворен. Сакам да дадам една огромна благодарност до директорите, како до Патриков, така и до Маџиров, до моите колеги струмички, до публиката која што доаѓа тука. Они живеат, овие 4-5 дена кои што е фестивалот, живеат. И се додека они доаѓаат тука, ќе биде жив Ристо Шишков. Кога они ќе почнат да не доаѓаат, да не ги полнат салоните, тогаш и Шишков ќе умре. Тој никогаш не бил умрен, тоа го кажав јас и лани. Тој живее во сите нас, но ќе живее се до тогаш додека ние му ја даваме почитта која што има. Јас од секоја сум се чувствувал во Струмица како да сум дома. Зашто не гледам која е разликата меѓу Скопје. Можда улиците се по-различни. Но тука има многу добри луѓе, како што има и во Скопје. Има и лоши луѓе, како што има и во Скопје. Но битно е дека овој фестивал прави се да ние се чувствуваме, уметниците се чувствуваме како дома. А тоа е едно од најдобрите работи. Благодарам. Благодарам и вам. Бидете поздравени.